Со почитуваниот професор Орце Симов и како председател на информацијски и комуникацијски технологии Комора и подпредседател на Сојузот на стопански комори на Македонија, ќе говориме како всушности меѓу другото можеме да ги искористиме капацитетите или искористување на технологијата за заекнување на деловните способности. Со вас денес ќе биде убава тема. Орце, добро ми дојдовте во утринска антилма. За прв пат можеме во оваа комбинација и баш ми е драго што имам прилика да ве запознам, ама преку Истина, мене благодарам на поканата. Телма телевизија, така. Благодарам. Ќе ве прашам, бидејќи некако со Ивана се поврзавме со темиве некако утринава, нели, за тоа македонците и дигиталната писменост, па искрено би ве прашал кои би биле според вас како професор денес и председател всушност трите главни постулати кои што би биле да кажеме квинтесенција за дигиталната писменост кај македонците па кај светската популација. Дигитализацијата и дигиталната трансформација е многу битна за развојот на економијата. Ние се наоѓавме во еден период после 2020 година, кога секоја компанија ќе ви каже дека ништо не е исто. Поминавме неколку кризи. Тие кризи лошо се одразија на нашата економија. Ние се уште заздравуваме од лошите економски состојби што ги имавме минатите неколку години. И една од активностите што можеме да ги работиме во овој период за да ги подобриме нашите економски перформанси, за да го подобриме бизнисот, за да ги подобриме нашите извозни можности, тоа е дигитализацијата. Многу студии во изминатиот период покажаа дека земјите кои што се многу подигитализирани полесно ги пребродуваат кризите, а исто така и повеќе економски студии во изминатиот период покажа дека дигитализацијата може да влијае дури до 25% во зголемување на бруто домашниот производ. Ние во Македонија последните години, за жал, како земја не покажавме многу добри резултати и споредено дури со земјите од Западен Балкан имаме, да речам, со жалење најслаби економски перформанси. Да речеме, ланската година 2023 се очекуваше дека растот на економијата ќе биде околу 2,5%, но тоа е само 1% и ние сме последна од 6 земји во Западен Балкан. Не очекував дека ќе ја кажете информацијата. Имам се чувство дека можеби кај нас се случува некаква убава трансформација и транзиција, меѓутоа овие бројки покажуваат сосема спротивно. Овие бројки покажуваат спротивно и ние навистина државните институции, државните ресори кои што се задолжени за економија треба да направат анализи, да видат во што се состојат проблемите и да направиме модели, симулации, да имплементираме активности кои што ќе ги подобрат условите за водење бизнис во државата и ќе направат да остваруваме поголеми додадени вредности, поголем бруто домашен производ и на некој начин побрзо да фатиме тек со развиените земји кон кои што се стремиме. Една од тие работи е дигитализацијата, дигиталната трансформација може да ја зголеми ефикасноста, да ги намали трошоците, да го скрати времето за иновации, да го зголеми бројот на канали со кои што се комуницира со клиентите, да некои работи овозможи автоматизирано и самостојно да се прават во услови на недостиг на работна сила, која што исто така се чувствува во Македонија и мора да се дигитално трансформираат и државните институции, нивните услуги да бидат достапни преку компјутери, преку мобилни телефони, преку интернет, а истото тоа мора да го прават и компаниите. Компаниите мора да ги реиновираат, да ги реобмислат своите процеси што се одвиваат, да ги оптимизираат и по однос на документи, кој што е потребно за да одредена услуга се направи, која патека е потребна за да таа услуга спрема клиентот се заврши и сето тоа потоа да се преточи во софтвер. Имено. Последните ваши излагања кои што беа низ медиумите и баш кажавте дека можеби институциите имаат и вистина она што е забелешка, дека имаат застарени IT системи, всушност, веројатно тука треба да се случи трансформација, а меѓу другото пак утринава се Ивана кажавме дека ајде некако ќе ги поврзам тие две работи бидејќи дигиталната писменост, особено кај повозрастна популација идеше малку нели по некако беше не безбедна зона за нив ќе кажеме, меѓутоа 25% од македонската популација веќе ги користи своите платежни картички за онлайн купување, меѓутоа често знаеме да бидеме нели мета на сајбер напади, да се злоупотребат нашите лични податоци така натаму. Тоа сакав да ве прашам. Тоа е добро дека наши 25% од населението користи платежни картици за купување преку интернет, тој процент на купување и обемот на размена преку интернет се повеќе расте. Има некаков експоненцијален раст? Да.
Тоа е добро дека има експоненцијален раст, тоа покажува дека ние како народ, како население сме спремни да ги користиме новите технологии, само треба да бидеме малце похрабри, да не се плашиме, да бидеме предприемачки ориентирани, повеќе да учиме, да прифаќаме нови технологии, побрзо да влегуваме во нив. Треба да го подобриме малку нашето образование. Образованието е многу клучно и битно. Велите дека можеби има ригидност од наша страна за да се адаптираме полесно на дигиталниот свет? Не верувам дека постои некоја ригидност, меѓутоа можеби ни фали малце поголема храброст, а IT системите треба да бидат сигурни, да не доаѓа до напади на тие IT системи, од тамо да доаѓа до истекување на лични податоци кои што би можеле да бидат злоупотребени, и системите треба да бидат доверливи и достапни, затоа што вие кога користите некоја услуга, ако таа не е достапна и доверлива, тогаш кога ја побарувате, понатаму може да се откажете од неа. Значи тие треба IT системите треба да бидат што е можно во running time поголем, близко до 100%. Ние изминатиот период, да, бевме сведоци на многу напади во државни институции, за жал. Тоа големи хакерски напади, така? Имаше големи хакерски напади во повеќе институции, дел од нив беа онеспособени. Банкарските системи некои од нив крахираат токму поради хакерски напади. Да, ние сме се повеќе, затоа што се повеќе сме зависни од тој дигитален свет, живееме во тој сајбер простор, се повеќе услуги се одвиваат преку сајбер просторот, и за да тоа е возможно, тие сајбер информациони системи се достапни преку интернет, тоа пак овозможува да бидат нападнати од било која точка на земјината топка. Затоа мора да бидат сигурни, да се грижиме за нивната безбедност, да се надградуваат софтверите кои што ги обслужуваат тие информациони системи, оперативните системи, базите на податоци, апликацијските софтвери и така натаму, а државните институции за жал го губат работниот кадар поради ниските плати, бидејќи информатиката како дејност овозможува да се работи на било која точка за било која компанија од Македонија, така што нашите IT кадри се прилично квалитетни, тие работат на светскиот пазар, кај што платите се многу поголеми. Затоа се случува и екзодусот или пак одливот на мозоци за кој што постои и се говори во... Да, ние зборуваме. Сега одлив на мозоци постои, тоа е прилично не добро за нашата земја, за нашата држава, доколку луѓето ја напуштаат државата и се иселуваат во други земји, а многу подобро е доколку останат тука, да речеме пак работа за некои компании на светскиот пазар. Инаку, ние веќе видливо е во Македонија дека има недостиг на и квалификувана и неквалификувана работна сила. Сите компании речиси го чувствуваат тој недостиг на работна сила, не може да пазарот на трудот рапидно се менува? Пазарот на трудот рапидно се менува. Последните години се чувствува се повеќе и повеќе тој јас помеѓу растот на платите и растот на бруто домашниот производ. Едноставно тие не одат во корелација. Платите растат со многу поголема стапка отколку тоа што расте доходот на фирмите, на компаниите, и тие се потешко се справуваме со тие проблеми, така што се уште бизнис климата и бизнис околината не е во еден еквилибриум, во една рамнотежа, и потребно е тоа да се стабилизира, затоа што на долг рок не е издржано. Инаку, таа состојба на одлив на луѓе од нашата земја не е добар за нашата економија, бидејќи ние како општество, како заедница плаќаме за луѓето да се школуваат предшколско, школско образование, средно образование, факултет. Тоа е прилично скапо, не е ефтино, и потоа тие луѓе, тој кадар како готов производ бесплатно го извезуваме надвор од нашата земја, наместо да останат тука и да се работи во нашата економија. Имено. А сакам да ја прашам, во мојот свет, некако е тоа тесно поврзано, можеби бидејќи го споменавте образованието некаде на почетокот кога ми дававте одговор на прашањето, а бидејќи сте и професор на Славјанскиот универзитет, би ве прашал со оглед на тоа дека последните некои статистики и теми на разговор се дека, за жал, државните универзитети во Македонија се од можеби своите златни времиња, во моментот се на лошите позиции на 1990-та позиција од вкупно 2000 универзитети во светот. Дали тука ја гледате можеби главната квинтесенција како проблем за тоа што можеби самите универзитетски навики, генерално системот на универзитетите користат некаков застарен систем, можеби ја немаат таа дигитална писменост, покрај можеби одливот на кадар на добри професори и така натаму. Да, ние голем проблем е падот на квалитетот на образование во нашата земја последните децении.
Тоа може да се види во сите истражувања што ги прават релевантни светски организации. Например, по индексот на Human Capital Report, што го прави Светска банка, Македонија е, за жал, можеме да констатираме дека е последна земја во Европа по тој индекс на човечки потенцијал, а тука големо влијание има образованието. Тој индекс покажува дека децата што се родени сега оваа година, кога ќе наполнат 18 години, имаат најслаби перформанси, затоа што индексот оценува после 18 години какви ќе бидат капацитетите на луѓето што се родени тука, и Македонија, глобализацијата, Македонија е рангирана на последно место во Европа, но тоа ние тука можеме да подобриме. Можеме да го подобриме, клучно е да го подобриме нашето образование, затоа што образованието ги произведува идните електроинженери, машински инженери, економисти, правници, доктори и така натаму. Ние ако сакаме да имаме квалитет во сите тие области, ако сакаме да имаме иновации кои што се мотор за раст и развој, ние мора да ги подобриме нашите основно образование, средно образование и високо образование. Премногу кај нас се експериментира со тие теми, се пробуваат разни модели, на долг рок не се обстојува на тие моделите, се почне со еден модел, поминуваат само неколку години, тој не е ни влезен во функција, во употреба како што треба, се менува со друг модел. Сведоци сме дека немаме учебници, нема книги, многу често гледаме и на вести на телевизија дека по одредени предмети книгите воопшто не се готови или се готови кога ќе заврши учебната година, и сето тоа се одразува на квалитетот на нашите ученици. И некои многу помали примери, многу помали негативни работи во овој дел се одразуваат лошо на образованието. Например, беше проценето во светот дека онлайн образованието што се одвиваше за време на ковид кризата 20 и 21, тоа прво беше онлайн, па после тоа беше хибридно, дека lifetime earning или заработката во животниот век на тие ученици што учеа во тој период ќе биде помала за 10.000 милиарди долари, затоа што нивото на образование било за 2 години помало од тоа што треба да биде. Кај нас, за жал, во континуитет долго време имаме недоволно добро и недоволно квалитетно и основно, и средно, и високо образование, и мора на тоа да подобруваме. Мора да го подобруваме. Кога разговараме за универзитетите, во тој дел мора да имаме малце повеќе наука и истражување. Ние имаме не многу добра и силна соработка помеѓу стопанството и универзитетите. Таа врска треба да се зајакнува. Истражувањата за компаниите, потребите да се прават во универзитетите, дипломци, додипломци, постдипломци, докторанти да работат, да не работат на теми кои што да речеме и не се апликативни, туку да работат на теми кои што се потребни за одредена компанија која што развива некој производ или услуга, и средствата што се одвојуваат од буџетот за наука да бидат поголеми. Ние во последниот период издвојуваме само 0,18% од буџетот за наука, што е многу малку и е речиси 20 пати помалку од тоа што се издвојува во развиените држави кон кои што се стремиме. Имено. Сакам да ја прашам, како ја оценувате генерално, професор Орце, бизнис климата во земјата, со кои проблеми се соочуваат компаниите, вие некако испоминавте, меѓутоа што едно можеби што Сојузот и ИКТ комората овој период работи и што ќе биде конкретно вашиот фокус на работа во иднина? Бизнис климата во моментот во Македонија се уште не е стабилизирана, не е во еквилибриум и компаниите се уште ги чувствуваат проблемите, финансиските трошоци кои што ги имаа за време на ковид кризата, потоа ние сме енергетски зависна земја, потрошивме многу финансиски средства за увоз на нафта, на газ, а за жал и на електрична енергија, бидејќи во тој период кога 2022 кога беше прилично скапа електричната енергија, потрошивме и компаниите и државата значителни средства за електрична енергија, така што се наоѓаме во една состојба која што секоја компанија ќе ви каже дека ништо не е исто пред 2020 и после 2020 година. Во моментот едни од најголемите пречки и проблеми со кои што се соочуваат компаниите во Македонија, тоа е недостигот на квалификувана и неквалификувана работна сила, потоа високата инфлација, глобалниот синџир на снабдување. Глобалниот синџир на снабдување поради сите случувања во светот што во овој момент се одвиваат, војната помеѓу Русија и Украина на Блискиот Исток, има проблеми, некои трговски несогласувања помеѓу Истокот и Западот и така натаму.
тој бројни фактори велите дека создаваат една пасивна летаргична и состојба на хибернација кај македонската популација? Таа хибернација не е толку од психолошка гледна точка, туку од практични причини, затоа што, например, во тој глобален синџир на снабдување се соочуваме со реални проблеми. Да речеме, ние правиме некоја нарачка листа на производи кои што се потребни за реализација на одреден проект од одредена компанија. И доколку тоа пред тоа доаѓало за 15 до 20 дена пред 2020 година, сега роковите на испорака може да се одвиваат и до една година. Потоа може да речеме за некој проект ви се потребни одредна неколку 300 да речеме различни производи, од тие 90% ќе дојдат за 2-3 месеца, другите ги делат на повеќе пати, стигаат во повеќе пратки, се трошат дополнителни човечки ресурси, да се води евиденција што е дојдено, што не е дојдено, кога ќе дојде. Не можете да го реализирате проектот затоа што не достигаат тие производи. Комитентот на кој што му е потребно тоа и он чека, не може, дури во некои најлоши екстремни услови застануваат и технолошки линии, затоа што се потребни одредени компоненти, особено тие што имаат чипови, фреквентни регулатори или програмабилни логички контролери, кои што водат одредени индустријски процеси. Роковите на испорака кај нив се најдолги затоа што во наводници војна помеѓу истокот и западот има недостиг на чипови, бидејќи чиповите во над 80% се произведуваат во Азија и поради разноразни причини роковите на нивна испорака е многу долг, бавен, долг и се појавуваат многу проблеми кои што се поврзани со тие рокови на испорака. Тој глобален синџир на снабдување. И сега тука на тоа можеме да гледаме и со некоја позитива. Ние малце да погледнеме од гледна страна на можности што ги создава тоа, затоа што нарушениот глобален синџир на снабдување се покажа како една од најголемите негативности на глобализацијата. Затоа трендови сега во светот да се оди на регионализација, да не се произведува нешто одреден производ во Кина или во Истокот или во Соединетите Американски држави и од таму да се снабдува цел свет. Да се примени туку да се туку да се оди регионално, да има. Велите по автохтоно може да се делува? Може да се оди со регионализација. Ние во тоа да видиме можности за производство на одредени производи тука во Македонија и со тоа да го снабдуваме регионот што е блиско во Македонија, да не се снабдува потенцијали и капацитети постојат за истото. Потенцијали и капацитети постојат, исто така добра можност покрај таа регионализација е и зелената транзиција, затоа што светот сега мора да имплементира мерки и технологии за green transition или зелена транзиција, бидејќи ние како човештво, како цивилизација сме исправени пред климатска катастрофа. Тоа е веќе видливо и со голо око, не треба да има ни инструменти. Сите ние го чувствуваме тоа без никакви мерења дека климата се промени, дека стана многу топло. Оваа 2024 година првите неколку месеци беа најтопли од 1880 последните 140 години кога има континуирани научно мерење, најтопли месеци. Ние како човештво емитуваме 52 милиарди тони CO2 годишно во атмосферата и доколку тоа не го запреме, ќе се промени климата така што после тоа нема да можеме да ја подобриме ситуацијата. Затоа тоа изискува нови иновации, нови технологии при производството на електрична енергија, при складирањето на електрична енергија ни се потребни многу иновации затоа велите зелена транзиција или екопаметни системи кои што ќе бидат во војна доходовни, меѓу другото, ама и многу практични за употреба. Велите дека се случува транзиција, еве генерално сега со фотоволтаици и мал милион можеби нови научни откритија кои што последниве години доживуваат своја експанзија. Да, па ние гледаме дека се обновливите извори на енергија се повеќе и повеќе присутни, производството на електрична енергија од јаглени и од други извори кои што ослободуваат CO2 се намалува. И сега затоа тука се потребни тие иновации во кои што можеме и македонската економија да види можност и да креира поголема додадена вредност. Да речеме, проблеми сега во светот се како да се складира таа енергија што е произведена од обновливите извори, затоа што тие произведуваат тогаш кога има природни ресурси, кога има ветер или кога има сонце. А кога ги нема тие услови не произведуваат. И сега може кога има ветер и сонце да се произведува и повеќе од што треба. Таа енергија треба да се складира. Ние тоа може да го видиме и според цената на електричната енергија на берзата. Референтна берза за електрична енергија во Македонија е Хупекс берзата во Унгарија. И ако погледнете на дневна основа таму, ќе видите дека во последниот период, во часовите кога работат фотоволтаиците во Европа, цената на електричната енергија не само што е нула, туку оди и во минус. Значи, ако немате системи за складирање и да произведувате, ќе бидете во загуба и тоа може да биде и една опасност за тие што инвестираат во тие системи, доколку
нема технологии и капацитети за складирање. И сега во тој дел се потребни доста иновации, во два правци генерално се оди во светот. Едниот е во развој на батерии, кои што ќе имаат супер капацитети да можат да складираат поголема количина на електрична енергија по не многу висока цена и да имаат голем лайфтайм, да можат голем број пати да се полнат и празнат. Практично би се наполниле со голем број на резерви. Да, таа енергија кога има од обновливите извори, кога има сонце, кога има ветер, што ќе се произведе вишок, се складира и потоа кога ги нема тие природни ресурси да се троши. И другиот правец во кој се оди е производство на водород, затоа што водородот со разградување на вода се ослободува кислород и водород, и тој водород да може да се складира, понатаму да се употребува. Тоа е чиста енергија, затоа што кога гори тој водород, повторно се добива вода. Сакав да ја прашам и какви во моментот се предизвиците при интегрирање генерално за новите технолошки алатки во самите деловни операции, нека биде некаде на крајот од ова тема со вас. Во зависност од тоа за каква компанија се работи, дали е голема, мала, државните се посебен случај и така натаму, има повеќе предизвици. Еден од поголемите предизвици е тоа што компанијата која што го побарува дигиталното решение или софтверот за нејзините бизнис операции, заедно со испорачателот на тоа решение недоволно добро се договараат околу тоа кои карактеристики треба да ги има решението и софтверот. Се прават договори едноставни од неколку членови на една или две страни кои што не ги дефинираат функционалните побарувања на софтверот. Нарачателот мисли дека ќе го добие тоа што на него му треба, испорачателот има во најчест случај некое готово решение кое што мисли дека ќе ги задоволи потребите на корисникот, и тука настануваат големи недоразбирања меѓу нив, затоа што едниот очекува друго, другиот испорачува трето, и за жал голем дел од случаите при имплементација на тие нови технолошки решенија завршуваат низ судски процеси кои што траат долг временски период, и од компанијата што нарачува и од компанијата што испорачува изискуваат и материјални и финансиски и човечки ресурси, и тоа не е добро. Мора малце подобро да се специфицираат софтверските решенија, нивните функционални барања. И катарзично однесување од овие. Да меѓусебно подобро да соработуваат за да се имплементира тоа што треба. Потоа нешто на што не се обрнува внимание и во приватните компании, и во државните, е миграцијата на податоците од старите во новите системи. Тоа не е лесно и едноставно, туку е прилично комплицирана работа. Малце можда подолго време ќе треба, не знам како сме со време да го објаснуваме. Ќе ми ветите дека зад камери, пред да го започнеме всушност интервјуто со вас, ми споделивте дека работите на објавување на второто продолжение на вашата книга и на вашиот труд. Не знам кога ќе се случи, дали за скоро време, професор Орца? Би требало да е во рамките на еден месец. Така, може ли повторно да се видиме за скоро и да направиме уште една средба пред гледачите на Телма телевизија? Беше исклучителна прилика да ве запознам преку нас и гледачите на Телма, и говорејќи за искористување на технологијата за закнување на деловните способности.